Ви благодарам и вам. Убав одмор. Се надам дека режијата ќе воспостави линки со наредните соговорници. Господа, дали би сакале само на кусот да коментираме со оглед, рековме дека сакам да ги сослушаме нашите соговорници по телефон, меѓутоа технички колку сме у можност да воспоставиме веднаш линк. Еве, професоре, дали вие сакате или професорката прво да одговори? Повелете вие. Па добро, амбасадорот сосема дипломатски зборуваше за едно хипотетично прашање. Мене ми се чини дека самата споредба Косово, поделбата на Косово со една можна федерализација на Македонија е ни феа, ни разумно, бидејќи нема ништо, ни политички, ни стопански, ни во било која насока, што можеме да споредуваме. Македонија е една мирна, суверенна држава, граѓанска држава. Косово е еден полигон на една терористичка фракција, така наречената УЧК, и сигурната поделба на Косово нема ништо општо со било какви сонови во врска со една федерализација. Тука имаме, ми се чини, злоупотреба на убави зборови за лоши работи и темни намери. Федерализација, тоа е само една реприза за старите комедии под насловот Илирида и само определење на народот и така натаму. Ми се чини, како се кажува германско, ние водиме тука една дискусија околу брадата на царот, кога ваквите работи ги споредуваме по дебата на Косово со било кој развој во Македонија. Господин Халити? Да. Прво мислим дека гостинот од Германија треба јасно да го кажува дали го застапува политиката или политиките на Сојузна република Германија или самиот во свое име зборува така. Ако зборува така во свое име, треба да се извини на цела јавност, поготово на народот во Косово, бидејќи рече терористичка УЧК. Тоа не беше терористичка УЧК, туку беше ослободителна војска за Косово, која се бореше против насилството, против све тоа што беше импонирано од страна на режимот на Милошевиќ. Така што вие како аналист најверојатно треба да ги разликувате тие работи. Што значи една држава да води чистка, да има кампови каде што беа ликвидирани албанците или некој од нив уште не се знае каде завршиле. Така што мислим дека со овакви дебати ниту допринесуваме за мирот и интересите на државите во Балкан, на народите во Балкан. Така што мислим дека реде да им се извинувате на албанците во Косово и на тие борци на УЧК, па потоа да продолжиме со дебата. Сигурно нема да се извинувам, ама можеме да споруваме за цврсти фактови, за камповите. Не знам премногу, само знам да еден од бившите лидери на ОЧК ради најсети токму заради албанските кампови или седеше пред трибуналот во Хаг. И кога спорувам за терористичката УЧК, имам безброј факти, анализи. Освен тоа, уште немам споменато вакви погроми, например, во март 2004 година и други терористички актови што трајат до ден денеска. Ама добро, ние имаме време, можеме прво вие изгледа немате јасни сознанија кој е Рамуш Харадинај. Друго, трибуналот во Хаг не го прогласи за виновен, така што и вие го немате тоа право, бидејќи таа фамилија жртвуваше многу членови од својата фамилија за слобода
на народот на Косово, така што мислим дека апсолутно не сте во тек ни со тоа што се случило во Косово, ни со тоа што се случува денеска. Така што уште еднашка би ве замолил, би било добро да се извинувате и на фамилијата на Рамуш Харадинај и на сите борци и на народите на Косово. Ако воопшто би требало да некој се извинува, тогаш бившата или се уште реалната УЧК пред македонската нација. Кога тогаш во јануари 2001 почнуваше една војна тука, тоа беше сосема и исклучиво презвикана од гранката на УЧК, она тогашната и една во формата на една агресија. Зборувате за УЧК во Косово или во Македонија? Тоа е едно и исто. Ако зборувате за УЧК во Македонија, еден од тие терористи под наводници сум и јас, бидејќи јас бев директен учесник во таа војна. И јас знам зашто сум го земал пушката во рака. И јас знам дали е лесно да му свртиш грб на својата фамилија и на својата куќа и да тргнуваш во шума за своите права или за правата на својот народ. Тука во Македонија? Да. Правата на албанците беа повредени од кого? Од донесувањето на Уставот 2002 година. Албанците беа граѓани од втори, трет ред во оваа држава. Вие изгледа ниту сте го читале тој устав. Јас се извинам. Интереси некој друг да ги промовира тука сега. Ниту сега сте во тек. Ако дојде за Косово да настаните што се случува. Јас се извинам. Со оглед дека веќе го имаме Умберто Паскали, дозволете ми да го поздравиме. Господин Паскали, добро вечер. Дали се слушаме? Ја би само ми замолил режијата, малце контролата да ја зголеми во студио да можеме да се слушаме. Господин, јас се надам дека ќе можам да ги соопштам. Најпред ви благодарам што прифативте и вие да учествувате во гласот на народот, со оглед дека бевте повеќе пати соговорник во нашата емисија. Дадовте една успешна и плодна анализа за актуелните случувања во Република Македонија. Господин Паскали, со оглед дека актуелната ситуација евидентна, а тоа е косовското прашање и неговата евидентна рефлексија врз можната федерализација во Република Македонија. Еви вас ќе ве прашам првично, што мислите, дали може да дојде до федерализација на Македонија со поделба на Косово? Пред се, дозволете да ги поздравам своите пријатели во Македонија. И знаете, вашето прашање се однесува на ситуацијата во Косово, а не толку на ситуацијата во Македонија. Мислам дека сега сме во ситуација во која сме еден вид на голем експеримент, кој е организиран од страна на луди научници. Овој експеримент се надам дека е при крајот и за да ја употребам оваа метафора дека ова е експеримент, тоа е еден обид повеќе различни религиозни или етнички групи наместо да се држат заедно, да се свртат едни против други. Значи, една група, наместо да биде победник, се труди некој од надвор да биде победник преку тоа што ќе ги натера групите едни против други. Она што сега го имаме во Косово не е резултат на внатрешни фактори, односно фактори од регионот, туку е резултат на одлука која е донесена надвор од регионот. Секако, веќе се направени повеќе криминални действија, меѓутоа почетокот на овие действија доаѓа од надвор. Дискусијата за Косово е навистина интересна, бидејќи според планот на Матеј Ахтисари и НАТО, како и од страна на председателот на САД, Косово е веќе решено прашање.
Тоа прашање е решено од пред една година или од пред 2 години, кога Косово треба да добие така наречена независност и сега треба истата да се материализира, односно тоа е едно предавство од меѓународната заедница, кога еден регион треба да се прогласи независно без никаква законска основа. Зошто луѓето се уште разговараат за независноста? Затоа што овие меѓународни сили кои што одлучија каква ќе биде ситуацијата во Косово, сега се ослабени. Односно, нивниот експеримент повеќе не функционира. И тогаш, сега кога веќе зборувате за можна поделба на Македонија како последица на поделбата на Косово, гледате дека денес постои една јака силна реакција од страна на Србија. Портпаролот на премиерот Коштуница, министрите излегуваат со многу силни изјави, кои досега ги немавме видено, дека тие сакат на Косово да организираат НАТО држава на НАТО, каде што главен град ќе биде американската војна база Бонстил. Тие сакаат, значи, да направат една воена инсталација од каде што ќе се контролира целиот регион. Значи, меѓународните сили не се заинтересирани за да му дадат независност на албанскиот народ, туку се заинтересирани да ги искористат албанците за да може да добијат контрола на овој регион од ова воена база и тоа за секогаш. Како заклучок на мојот одговор на вашето прашање, она што сега се случува е што САД во овој момент повеќе не е единствената суперсила. Соединетите американски држави на Буш и Чейни не се повеќе единствената суперсила. Постои противтежа која доаѓа особено од Русија, од Кина, од неколку други држави кои во моментот дури не се ни видливи. Значи, тие излегуваат на виделина како противтежа на досега единствената суперсила САД. Така што меѓународната ситуација се менува и како последица ситуацијата и на Косово и на Македонија ќе се промени. До пред една година идејата беше да му се даде независност на Косово, а таа независност на Косово ќе доведеше до други ланчани реакции, предпоставувам во Македонија, Северна Грција или Јужна Србија, и овие меѓународни сили всушност ќе го турнеа Косово во уште поголемо насилство, ќе предизвика судири во овие области. И тоа ќе беше катастрофа за Македонија. Во овој момент, иако ситуацијата се уште не е решена, односно прашањето не е расчистено, овие сили кои што сметаа дека може да направат ваков експеримент на луд научник, ќе доживеат неуспех. Ситуацијата сега е отворена за народите на целиот Балкан, како што е народот на Македонија, да започнат да размислуваат кое ќе биде најдоброто решение. Македонија треба да има отворена политика, да разговара отворено со другите народи, да соработува со нив без надворешни сили кои би ги туркале едните спроти другите. The strategic situation and the Kosovo situation are important, but it is not just a political or military question. It is not just an issue of Polish Macedonia
as the Balkan country needs a real economy, real job development, production of real goods. Now we have an expanding black economy. Mafia clans se razviva crната spreading економија, their каде што имаме domination. мафијашки кланови What кои the international ја community talks зголемуваат about својата democracy. доминација. People think, Кога how меѓународната can we заедница have зборува за a democracy демократијата, луѓето if people мислат barely како can може survive? да имаме демократија кога луѓето How едва can е you have преживуваат? freedom without Како economy? можете да имате слобода, There а have да been немате some силна initiatives економија? by our government Имаше одредени to иницијативи combat од страна на corruption нашата and влада organized да crime. се бори против What do you think корупцијата about и that, организираниот криминал. Кој е вашето мислење за тоа? Благодарам господине Томич за ова прашање. Ова е всушност клучното прашање. Она што се случува во Македонија и околу